Идол исполнува желби. Еден од нашите кандидати имаше желба да изненади една од кандидатките со ручек. А еве како помина средбата. Еј, здраво. Здраво. Што врвиш, добра? Добра, има тенис. Лесно ме најде? Да. Супер, влези, подред. Го направив моето омилено јадење, турлитава. Како ти се допаѓа јадењето? Супер. Тренираш тенис, така? Да. Тренирам скоро веќе една година. Многу е тешко да се тренира овој спорт. Ти играш тенис? Јас не играм, ги следам Grand Slam турнирите. Да, за за спорт. кој навиграш? Омилени ми се Надал и Џоковиќ, од женските Шарапова и порано Моника Селеш. За машките навивам за Федерер, а за женските за Јелена. После урокот сакаш да испееме еден дует? Може секако. Супер. Ти си немир што ме тера да се премислам, да верувам во љубовта, да научам да простам, зашто секој простувам и барем еднаш се покајувам. Елена, турлитавата се погоди што се погоди. Прва во аудиција лудница не помина. Да се надевам дека ќе не се погоди сега. Па мислам. Да, подготовките како беа? Тој другарот што ја правеше турлитавата во прилогот, додека ти се враќаше од тенис, кажем, помина? Помина, да. Ти посакувам успех, многу среќа, види тоа што си, влегој внатре. Ајде. Ако не успееш во пењето, ќе станеш тенисерка. Ако не успееш во тенисот, ќе станеш манекенка како Курникова и само ќе те слика да ти ќе си лапаш парички. Ај сега да пееме. And I am telling you, I'm not going. You're the best man I ever know. There's no way I can ever go. No way. No way. I'm living without you. Дете, стоп. Друга песма дај ми. For all the time disturbed me, for all the truth that you make me see, for all the joy you bring to my life, for all the wrong that you make right, every dream you make me true, for all the love of fighting you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up and never let me fall. You're the one who Фала ти, saw me Елена. through it all. Имаш зрел и оформен глас за своји години, што се случи да го чуем уште кај две други кандидатки, токму на таа возраст. Од мен имаш да. Прекрасна си. Немој многу да се умислуваш. Катастрофално пееш. Имаш да од мене. Ај на тренинг. Да. Ајде се ти тоа. Како помина? Супер. Да? Си беше во ред? Да. Немаше негативни коментари, не те навреди ништо, опуштена си беше внатре. Шо ти кажа Тони Михайловски ме интересува? Се шалеше со мене дека катастрофално пеам, но тоа беше само на шала. Ах, Тони, шегаџија ни заеден. Можеме да го надитриме жирито овој пат. Се надевам. Ма со добра песна. Со добра. Со добар глас. И со добра. И ти вас се спреми поп песна или некоја црковно пење? Сонце не ме гре, сонце каде си ти, од очи ветени, врнат стари спомени, на постела од снегови спијам, и топлина барам, но топлина немам. Доста, Васко, доста. Зошто им се толку тажни бе овие песни, бе, текстови? Топлина нема, топлина бара, мрачно е се. Абе, зошто бе? Нема весели песни, беше. Забранете се, добро. Ајде излажиме да чуеме. Изважи ме, уште еднаш кажи дека не ми требаш, да не бидам
твое минато. Заведи ме уште еднаш кога веќе срце немаш и каменот ми е потопол од него. Васко, моje искрено мислење дека твојот максимум го доживеа овде. Ја од мене не. Ако мислиш сериозно да сакаш да станеш пејач, иако е тоа твоја главна определба во животот, ти ја почитувам и те поддржувам во тоа, но заради тоа треба да поработиш. Оваа година и од мене имаш не. Јас ќе ти дадам едно да за подстрек од мене. Тоа е. Работава Чичо ми рече пејач да станам. Тарара. Тарара. Треба уште маца да се проработи. Васко, слободно обвини го Чичо. Таман кога ќе сакате да го смените каналот, ќе се појави некој за кој што утре ќе зборува цело ваше друштво. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know. Ми ги уврати прозорци, на кревет спомени лежат. Тука се моите чекори, но како олово тежа. По една душа постои ме, а ти и јас ко едно срце, ко една душа да носи ме. Мојата рака е сега далечна и веќе топлина на друга дава. Не си дозволувајте нешто да пропуштите. Далечинското подалеку од вас. И пробај да ме гледаш ко што јас те гледам тебе. Пробај да ме гледаш ко што јас те гледам тебе. Секој друг од тука сака само да те за тебе би убил човек и би лежал робија. Не ме гледај како ѓавол, мене ти со фобија. Пробај да ме гледаш ко што јас те гледам тебе. Секој друг од тука сака само да те за тебе би убил човек и би лежал робија. Не ме гледај како ѓавол, мене ти со фобија. За сите може ти си мета, но сам на друга планета. Зошто баш ми било штета, покрај друга шета. Аудицијата е во тек. Членовите на жирито напорно работат. Јас одам да ги освежам. Чудно ви е? Ова е македонски дол. Овде е многу работи ке ве изненадат. Сега имам повеќе премоминати пат, бидејќи сепак е втор круг, не е така се едно како првиот. Не е толку лесно. Па мислам дека имам некои квалитети. За колку квалитети имам, треба да кажеш жирито. Па да си го прости на тоа што како треба. Ако заслужувам, да одеме понатаму, ако не заслужувам, да вежбаме па на следни, мислам. Нема разочарување, битно е да се биде оптимист, енергијата да се вложи во убавата работа, во музиката и тоа е тоа. И претходниот пат ми стига неамче, мислам со оглед на долгото чекање, веќе со душа чекам да влезам и да помини уште една аудиција. Па нормално, поддршка, мама си мама. Уште да можеше и мама да влезе со тебе. Нашиот колега обично не отвора врати од женски тоалети, но ние мора да знаеме се за нашиот идол. Така што бидете подготвени на се. Мислам дека ќе поминам, иако малку сум зарибната, ама ќе давам се. Работам келнер веќе неколку години, се трудам гостите да бидат услужени како што треба. Оваа работа ја обожавам бидејќи најдов заедничко нешто со пеењето, со моето хоби. Се трудам дека ги служам гостите и си подпевнувам помалце, но не ги запоставам гостите. Се случило има случаи кога сум пеел и сум менјавал пејач, се случувало и тоа, но некогаш се случи да запеам некоја романтична песна. Има случај кога на 5 години едно девојче ми го извади на димакот, Семка, че во градот ме знаат сите како Семка и од тогаш кој ќе ме праша како се викаш, викам ако ти кажам како се викаш, нема ме познаеш, поано ти кажам како ме викаат. Музиката е уживанција. Да, ама носи пари. Носи Уживанција со носи пари. Кај бе пари? Зависи. Абе сите пеат овде пари не видов. Тука да. А? Тука да. Се спремаше долго? Па немав многу време за спремање, ама мислам дека сум природно спремен. Штом си природно подготвен, ние веќе очекуваме 3 да. Извини, што значи твоето име, само кажи ми?
Оф, не знам. Не знаеш да прашаш што значи? Полуфинале. Семих полуфинале. Полуфинале, ќе Повели, пријател. Магла пак ме покрива, мириса на неволја, ноќва сум ти така сам. Улици накиснати, прозорци навлажнети, да те најдам градина. Не можам по тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Е баш убаво што дојдеш си отпеа. Може некому ќе му се посреќи, сигурно некому ќе му се посреќи. Може би тоа ќе бидеш и ти, ама за тоа треба да бидеш опуштен. Ајде. Назад, назад, калино моме, немој да одиш по мене. Јас Семих, имаш трема голема, нели? Малце. Малце немаш. Стојам пред познати луѓе. Вака, и јас ќе ти кажам едно не. Секој си има право на свое мислење. Едно ти гарантирам дека ќе бидеш главен фраер барем во наредните 1 месец во твоето друштво и малку повеќе низ градот. И мислам дека тоа е за тебе сосема доволно. Јас сакам да имаш убави спомени од идол, затоа ти го зборувам. Точно, затоа сме пријавени цело друштвото. Одлично, Цело браво. друштво. Супер. Само ја останам последен сум ја за пење. А со другите што се Што случи? се случи со другите? Па ако ви кажам че испада незгодно. Не. Не. Сите помина. Сите Стварно? помина. Аха. Добро. Ќе Добро. треба некој А ти пееш најдобро од нив? Па не знам. Слушај, А вие како ги кажете? кажи ми, возиш кола? Возам. Значи, ете, они имаат шофер за идол, официјален шофер, те прогласувам. За официјален шофер на твоето друштво. А кој го пишуваш ово? Една другарка. Секоја чест за другарка ти кажи, поминала. Помина? Поминала. Прв Само ја не по поминам. англиски, да. Ништо, како ќе соопштиме доле? Сакаш да ти помогнам? Може да ја пратиш, а да ја помогнеш, не ви треба помош. Да ти Може не помогнам сам. да им соопштиме, јас ке додам та-на-на-на. Не помина. Таков позитивен те чекаме и следната година. Што слушаш од Сабајле? Од Сабајле? Нешто што може да ме расположи, што ќе ми даде енергија за целиот ден. Има што беше тоа што ти даде енергија за целиот ден. Оти сега на крајот на денот сме. Збега не знам никој ден. Без енергија. Денеска чисто ја вежбав мојата песна, која што ќе треба да испеам нормално на аудицијата. А тоа е Jason Mraz, I'm Yours. No, I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, you done me the bad, I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and I'm trying to get back. Ајде од македонското една строфа. Или рефренот. Строфа или рефрен? По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, твоето срце стапки ми одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде по тебе. Честно и професионално и од мене имаш едно големо да. Благодарам многу, Игор. Јас, Димитар, не сум нешто нарочито фасциниран. Ама од мене ќе добиеш едно не. Мене ми е многу жал. Ама јас ќе ти кажам да. Благодарам многу. Чао, и спреми се убаво за понатаму. Чао, чао, чао.